чад, оган, пеплосани посеви и сцрната земја. Тоа е сликата што секоја година се повторува низ речиси сите македонски полиња после жетва. Голем дел од земјоделците одлучуваат да ги запалат стрништата. Постапките се забранети со закон. Знаете, многу е тешко да се фати на лице место извршителот на таквото дело, затоа што сепак тоа е терен широко и да го фатиме некој може да рече тоа не е ни мое. Како за пример, доколку есенва поминевте низ Кочанската котлина, покрај оризовите полиња, ќе се соочевте со чад во должина од повеќе километри. Палењето се врши ради тоа што ако дојдат до временски неприлики, односно дождови, сламата накиснува и доведува до потешка обработливост. И затоа земјоделците вршат палење на површините. Еден од земјоделците што го сретнавме додека снимавме и кому не му се допадна причината заради која сме таму, имаше и свое објаснување. Нема механизација што може или да пасеме травата, што да правиме ние со травата. Или со сламата што останала у нивите. Собираме и да ја носиме дома за зимница. Но познавачите велат. Одговорно кажувам дека ефектите од палењето на стрниште се негативни. Покрај загадувањето на воздухот и опасноста од пожари, нанесува долготрајни последици врз почвата. Еве зошто. Почвата е, да речам, предмет на закана на многу притисоци, кои што доведуваат до незина деградација. Неколку од нив, меѓу кои ќе ги споменам намалувањето на органската материја и намалувањето на биодиверзитетот, се должат токму на палењето на стрништата. Професорката од Земјоделскиот факултет посочува дека први на удар од огнот се и потребните микроорганизми. Во само 1 грам плодна почва има ни помалку ни повеќе помеѓу 2 и 3 милиарди представници на микроорганизмите. И тие имаат суштинска улога во почвата. И во процесот на образување на органската материја и на хумус, популарно кажано нели кај народот, во процес на хумификација, но и во разлагањето на органската материја, кога се ослободуваат крајни минерални продукти кои што на некој начин се елементи кои растенијата директно можат да ги земат од почвениот раствор и се битни за исхраната на растенијата. Според Законот за земјоделско земјиште, за палење стрништа постојат и казни, како за физички, така и за правни лица. Се движат од 50 до 500 евра. Контролата на теренот ја врши Државниот инспекторат за земјоделство. Инспекторатот спроведува редовни контроли во овој период и во прелетниот и во есенскиот особено период. Во претходнава година ние имаме 144 записници направено за оваа проблематика, од кои што имаме и 4 казни. Институцијата работи со вкупно 72 инспектори низ целата држава. Сепак, во периодот додека ние бевме на терен во Кочанската котлина, каде имаше активно палење, инспектори не забележавме. Државниот инспекторат за земјоделство има и отворена линија телефонска, на која што секој може да пријави не само ова или било друга каква неправилност во која што имаме ние надлежност. Покрај нас и противпожарната служба сигурно за вакви работи има надлежност. Ние не сме добиле повик, а во Кочани и во Виница имаме присутни инспектори, така да изгледа никој не го пријавил ова. Палењето на стрништата е своевиден дел од традицијата на македонското земјоделство. Но познавачите препорачуваат други, помодерни методи. Тие велат ја одржуваат почвата и ја штитат од плевели и од штетници. Заорувањето е секако на стрништата едно од битните мерки во тој правец во комбинација со длабокото орање или било какво некое друго орање, затоа што со заорувањето на остатоците се врши провоцирање на оние семиња што се останати во почвата да поникнат и потоа со обработката на почвата тие се уништуваат. Се препорачуваат и биолошки зафати. И во таа насока се користат инсекти или тревојадни риби, кои што всушност причинуваат штети на плевелите и ја намалуваат нивната конкуренција во посевите кои што се одгледуваат. Може да се добијат и дополнителни продукти. Сламата, покрај тоа што може да се заора, може да се избалира, па да се третира дополнително со уреа или некои други работи, па да понатаму се користи како сточна храна. Кај некои од земјоделците има свест за штетните последици, но бараа да им се помогне со механизација. Со мало тракторче не можеш ти да влечеш и слама и земја заедно.
разбираш? И не се обраќа почвата. Лани, преку Министерството за земјоделство и преку Агенцијата за финансиска поддршка, беа доделени 30 на комбајни за орис во Кочанско. Со нив се врши и ситно сецкање на сламата. Тоа значи сецкањето на сламата еден вид ѓубрење. Во моментот на нас ни са потребни повеќе такви комбајни за да не дојде до палење на површините. Од вкупната територија на државата, само 20% се обработлива површина. Од нив, само 8% се земјиште од прва и од втора категорија. Здруженијата, познавачите, институциите апелираат да се води повеќе грижа за почвата што носи храна. Секоја генерација е должна, ако не може да направи подобрување, барем да ја одржи постоечката состојба на почвата. Да не бидеме причина за незина деградација, затоа што немаме друга за замена. Таа е што ја имаме. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.